По сончево и пријатно време за надпреварување, денеска на градскиот стадион Никола Мантов се одржа четвртиот поред пролетен крос, на кој учество зедоа над 700 основци, средношколци и студенти од образовните институции во општината. Чувството да се видат полни трибини и терен беше несекојдневно, што дополнително ги мотивираше децата да истрчаат најдобро што можат. Денес по четврти пат општина Кочани заедно со Сојуз на училишни спортови ја го организира пролетниот крос. На него учествуваат 700 учесници од најмалата возраст, односно од учениците од прво оделение, учениците од основното, од средното, студентите, пензионерите, а новина оваа година дека учествуваат дека имаме пријавено кандидати и од граѓанскиот сектор. Кросот ги поттикнува здравствените и физичките способности кај младите, затоа е потребно да се спортува уште од најмлади години, се со цел да ги оттргнеме децата од пороците кои што денеска се присутни во секојдневниот живот и да ги правилно насочиме кон спортување. Ова ќе представува еден поттик за да може веќе понатаму децата кои што се активни и кои што сакаат да спортуваат, веќе да се преориентираат кон некои спортови во градот. Организаторот се погрижи се да помине во најдобар ред, за што придонесе и залагањето на наставниците и професорите по физкултура, а децата не го крија задоволството кое го прават ваквите спортски манифестации во кои се развива победничкиот дух. Јас се тркав со 8 ново и 7 ново. Освоив прво место. Претходните години се надпреварував, но не освоив место. Кондиционно сум спремен, тренирам во фудбалскиот клуб Кочани. Освоив прво место, исто така и лани освоив прво место. Тренирам во фудбалскиот клуб Кочани со тренерот Оливер Јовановски и Александар Андов и со нивна помош успеав на овој пролетен крос. Јас сега трчев на кросот. Јас тренирам во клубот Кочани, ФК Кочани. На крајот на победниците во трките им беа доделени благодарници и мајци со логото на општината.